Скопје, метропола по површина, далеко од метропола по изглед. Смет, прашина, полни контејнери наместо модерен и европски главен град. Од точка А до точка Б да се стигне во Скопје стана научна фантастика. Се ветуваше решавање на сообраќајниот хаос, 5 нови модерни булевари, но наместо тоа гужви, редици и нервозни возачи. Додека Арсовска снима дивоградби низ Чаир, скопјани на пеколни температури чекаат по автобуските станици за да стигнат до работа, лекар, во школа. Кога конечно ќе дојде автобусот, возењето е во нехумани услови, а патниците се буквално како сардини. Ни поречиси 4 години од мандатот ги нема 250 еколошки автобуси по скопските улици. Квалитетен, удобен, навремен и пред се бесплатен јавен превоз беше едно од главните предизборни ветувања на актуелната градоначалничка. Секојдневието сега постојана агонија дали воопшто и ќе дојде автобус. Најголемиот проблем за скопјани е нехигиената и нередовниот јавен превоз. Велат дека не се задоволни од работата на градоначалничката, а од новиот градоначалник очекуваат дека ќе ги реши проблемите на граѓаните кои изминатите години само се таложат. Проблеми има многу. Најголемиот е прво ѓубрето, автобусите што не се редовни. Има 300 и проекти и планови, никој ништо не спроведе. Таа е катастрофа, ама не е само нејзина вина. Ѓубрете го така кучината го расфрлат. Не е чистено. И додека граѓаните бараат решение за нивните проблеми, градоначалничката конечно почнавме да ја гледаме во јавност, но веројатно само за она што не ја интересира. Актуелни функционери алармираат дека Арсовска ова го прави затоа што се користи како инструмент од ДУИ за дестабилизација пред локалните избори, а таа возвраќа дека трпела закани. Скопјани сакаат убав, модерен и европски град. Практично тоа им беше и ветувано во предизборието, дека метрополата повторно ќе биде зелен град. Наместо тоа, денеска секојдневно ја гледаат сликата на нечистотија на секаде низ градските улици. Главните ветувања на Арсовска пред да седне на градоначалничката фотелја покрај бесплатниот јавен и еколошки превоз беа и 5 мегапаркови. Скопје требаше да има најдобар луна парк на Балканот, да биде зелен град и град на велосипеди. Немаше да има булевар во Скопје без велосипедска патека, а дури и се ветуваа 1000 бесплатни електрични велосипеди и тротинети годишно. Требаше да имаме и модерни автобуски постојки. Што се не е исполнето од програмата за модерно Скопје, Алфа веќе 3 дена чека на одговор од кабинетот на Арсовска, но од градските служби молк, исто како и за прашањето зошто не се лоцираат дивоградби во останатите општини.